Новата сезона на Спорт Плюс ја отвораме во зима. Оттаму логично е да почнеме со зимските спортови, но овој пат ќе акцентираме на тема за која многу малку се зборува во нашето општество, а за која и тоа како треба да се зборува повеќе. Мој и ваш денешен гостин е младиот Илија Аврамовски. Добре дојде. Добре, најдов. Да те представам малку, значи наш сограѓанин, охридјенец, ски инструктор, работи со лица со физичка попреченост, во моментов си постдипломец на Државниот универзитет во Љубљана, Словенија. Работиш активно и таму, во земјата во која студираш, меѓутоа работиш на хумани проекти и овде во Македонија. Ќе разговараме за една тема за која спомнав малку се зборува кај нас, тоа е скијање за лица со физичка попреченост, параалпско скијање, седечко скијање, има ли некаков конкретен израз или дефиниција за се ова што го работиш, малку да не запознаеш? Дефиниција некоја можда немат, самава опрема се викат, мислам, сит ски, што значи седечко скијање, од тука идат само во име, значи седечко скијање. Во светов и пошироко се викат како параалпско скијање и е наменето за лица, како што кажа, со физичка попреченост, ампутирани, најчесто параплегичари и од тука започнуваат самиот спорт. Како ти дојде во допир со овој спорт воопшто, бидејќи ниту има некоја традиција кај нас, ако можеме воопшто да зборуваме за овој сегмент од спортот и скијањето за некаква традиција, меѓутоа пред се мислам дека немаме ниту доволна инфраструктура, свесност, ќе разговараме подоцна за тоа. Јас лично со овој спорт се запознаев во 2019 токму овде во Македонија, значи во Маврово. Беа дојдени од Велика Британија, значи двајца инструктори и случајно на Facebook ми излезе, значи дека се организираат камп во Маврово и искрено волонтерски на свој трошок си се пријавив и си појдов таму, пошто стварно ми беше многу привлечно тоа, пошто го сакам скијањето, пред тоа нешто скијав, имав и некоја македонска лиценца и многу ме привлече спортов и од тука свето почна, значи од Маврово, од кај нас, и да речам тие луѓе ми ја всадија љубовта до спортов и да тоа да го правим ден денес, значи. Тогаш беше студент во Македонија? Да, тогаш бев студент на факултетот за спорт во Скопје, но потоа направив трансфер и заминав во Љубљана, кај што си ги дозавршив студиите до дипломски и сега моментално сум на мастер. Со тоа што го виде како идеја во Македонија која те привлече, отиде во Словенија и која е паралелата, ако можеш да ја направиш, каква е организираноста кога станува збор за овој спорт во Словенија и воопшто, нели, условите за лицата со физичка попреченост да се занимаваат со ваква активност и какви се условите и инфраструктурата кај нас? Самата Словенија како држава си ја познаваме дека се стварно спортска нација и условите што ги имаат Словенија и што се имаат вложено да ги направите стварно беспрекорно. Значи не само во скијањето, туку во сите спортови се работи многу на тоа да се сите луѓе уклучени, значи инклузијата е на прво ниво таму и на самиот факултет. Јас имам колега што е значи параплегичар, што активно си учи и студира на нашиот факултет. Значи, нема да речам, за разлика од овде, стварно се трудат тоа да е на некое ниво, кај што Словенија сака да произведи атлети, што ќе се направи на светско ниво и тоа успешно го прави. За жал, овде кај нас, баш во овој спорт, ние имаме некои спортисти што се бават со ова, ама за жал тоа е многу малце запознаено со јавноста и значи го немат, едноставно луѓето не знаат ова што го работам и кога ќе им кажам, знаеш што е ова, како изгледа, што е тоа и малце е жално тоа што нема некоја медиска покриеност или некоја промоција на спортот дека мој да се прави. Да, кој што спомнавте, инфраструктурата кај нас не е во најдобри услови, ама не е невозможно да се направи, пошто сама не треба премногу, претпоставувам. Да, пошто сама опрема си е модифицирана да си работи на секоја жичара, на секој ски лифт, единствено нас ни треба паркинг место буквално за блиску до скијалиште, кај што ќе можеме полесно да ја преместиме таа логистика, значи допремата да се
качи на скијалиште, луѓето што ќе се со нас на скијање, значи тоа е тој дел кај што имаме ние проблем, да речем. Да, мислам дека немаме ниту паркинг соодветен за ваков тип. Точно, значи на опрема или на лица кои сакаат да скијат. Како изгледа ова скијање седечко? Сами во име си го носи, значи тоа е посебна опрема што е наменета со значи како едно седиште кај што луѓето си седнуваат натре. Седиште на ски. Да, седиште на ски, буквално ски си имаат повеќе типови на опрема. Едната е моноски, што значи цојна ски одоздола и таа најчесто се користи за тие надпреварувања, големи надпреварувања, и после имаш биски и различни други што да речам се некако патот до тоа моноски, кај што моноски е крајното и кај што ти тука си индивидуално и сам скијаш на стаза, а пред тоа нели мора да почнеш од некаде и тие се на модифицирани најчесто на биски е многу полесно затоа што се нормално би, значи има две ски, полесно се маневрираат, од позади си имате на пилот бар, што викаат пилот рачка, кај што јас лично го возам значи на стаза само опрема ситскиво. И усвари јас управувам со помош негова, од тука започваме и не знам, најчесто почетоците се така што тој ми помага само тоа што ќе ги крени рацете и кој ќе му речам лево рацете за да се пренеси тежината на една страна кај што ќе може да сврти самата опрема, значи самото ситски и после се додаваат тие outriggers, искрено на македонски не знам како би било превод, ама да го користим изразот палица, кај што со нив си помага тој да се насочи на една или друга страна и се скијат седечки. Принципот на скијање е ист како нормалното алпско скијање, значи нема разлика, единствено што само сме седнати во тоа. Искрено, јас го имам тоа пробано и е нешто многу различно од нормалното скијање, многу адреналински спорт и е, значи ги бодрам сите да го пробаат што да речам немаме некоја физичка попреченост, чисто чувството да се запознаат какво е, пошто е стварно интересен спорт, као е нешто ново што се запознаваме и е така, ова треба да биде охрабрување и за лицата со физичка попреченост кои не пробале можеби никогаш не се обиделе нели да застанат на скијачка патека, дека постои можност да се занимаваат со спорт и во зимски услови. Се работи за олимписки спорт. Точно така, се работи за олимписки спорт. Не сум точно сигурен, мислам од 1978 е направено, мислам влезено е во Олимпијада и од тогаш веќе се такмичи исто како нормалните зимски спортови, олимписки спортови. Да. Покрај моментот на инклузија на лицата со физичка попреченост, едноставно се отвора можност и за семено дружење воопшто на вакви настани, бидејќи како што ми спомна пред да влеземе во студиото, инволвирани се и самите семејства во соодветните кампови кои ги организирате за лицата со физичка попреченост. Да. Тоа е барем во Словенија случај. Да, моментално тоа го прави Параолимписки комитет со кој соработувам веќе долги години. И тоа е многу убав камп, затоа што не само децата доживеат тука и самите родители се тука, се прави на некоја општество, некоја малцинство, да речем. Инклузија, да, кај што и родителиве меѓусебно ќе се запознаат со меѓу себе, кај што имаат да речам исти или слични попречувања кај своите деца и тоа некако им дава некој мотив, некоја дружба, нешто што ги сплотви да турке напред, пошто знаеме дека тоа е стварно многу тешко да го имаш како да си лице со попреченост, е многу тешко да живееш во земницава. И тој им дава некако ги сплотви луѓето и си се туркат напред и тоа е многу дава волја и мотив за и да живот. Си се запознаен меѓу себе, може знаеш после тој камп ти останувате секако во контакт, знаеш има други дружења, други кампови се организираат и нешто стварно прекрасно. Јас што го видов со мои очи, значи спомна дека во Словенија организираноста е на многу високо ниво, дека е вклучен сега и Параолимпискиот комитет. Ти имаш соодветна лиценца, со овие лица работат луѓе со соодветни лиценци и ја имаш највисоката можна за работа со лица со физичка попреченост и постојано се усовршуваш. Неодамна беше и во Соединетите Американски држави, тоа избран од Словенија
како инструктор кој треба да оди да го продолжи своето надградување. Понатаму веројатно импонира помеѓу сите скијачи и нели млади перспективни во Словенија, токму ти да бидеш избран да одиш на едно такво усовршување. Кажи ми нешто околу тоа. Прво, значи, кој што спомнавте за Словенија дека е инволвирана, да, можам тоа накратко да кажам дека Словенија веќе 17 години поред, Сојузот на параплегичари со кој исто соработвам и Паралимпискиот комитет веќе имаат 17 години поред настан, кај што е тоа 3-дневен камп за лица со попреченост, физичка попреченост и се ево годинава има 67 пријавени, значи те стварно многу голем камп и тоа веќе постои. Тоа што го спомнавте за Соединетите Американски држави, за мене беше една преголема чест кога јас го добив таа покана да бидам избран како воđа, односно тренер на 4 млади спортисти и беа малолетни, да ги водам јас лично Илија од Македонија во Америка во соработка со Америчката амбасада во Љубљана и Паралимпискиот комитет. За мене тоа беше нешто стварно што, да речам, 5 години сум го правил за себе, за некој лично сатисфакција, да речам, кај што јас сум се исполнувал што можам да им го пружам тоа на луѓето, да скијат и да ги видам тие нивни изрази на лицево, значи кога некој прв пат е на ски, а немој да е сам на ски, значи тоа мене ми исполнувало душевно и тоа мене поќе ми значеше од све и кога ми избраа да одам, стварно некако си реков веќе вистина некако почна да ми се исплаќа тоа што го правев досега и бев многу среќен што баш бев јас тој што ги водам тие луѓе таму. И за разлика сега ако споредиме Македонија, Словенија, Америка е значи на некој ниво што ево 6 години со работам со ова и имаше работи што ги гледам прв пат во животот и не ми знаев дека постои. Да. Значи тоа е стварно нешто друго што го немат уште во Европа. Може нешто така да издвоиш што ти остаи впечаток? Да. Прво посетивме две држави, два стейта, нели? Прво бевме во Јута, во Парк Сити, кај што бевме сместени во National Ability Center. National Ability Center е направен пред 45 години, баш годинава има таа јубилејна бројка и тој Ability Center е направен првично за ветераните што идат од војни, нели, што се со повреди, да можат да се рехабилитираат. Потоа се шири тоа и настани во нешто што го имаат само таму. Да. И инфраструктурата што има тие, да речам, кампот беше поврзан со зимски адаптивен камп, да речам, за луѓе со физичка попреченост, кај што бевме ние, таму имавме можност да се запознаеме со сите спортови што можат да се, да речам, што се адаптирани за овие лица. И најмногу што ми остави мене впечаток, да речем, најголем беше следж хоки или хокеј на санки, значи кај што се играат хоки, тоа лично ние сите го пробавме, беше нешто многу јако, имавме можност да дојме во бобслединг, значи пробавме карлинг, за жал немаше услови за скијаме, иако беше тоа на програмата. Се запознавме со нивната опрема, со начинот на работа нивни во Америка. Исто така најголем впечаток мене што ми остави беше тоа панел дискусијата со националниот параолимписки тим на Америка, кај што ги запознав најврвните спортисти во светот и кај што имавме можност да се запознаеме со нивниот приватен живот, како тие успеале да се изградат во тоа што се денес, значи ги преминале сите препреки да дојдат до ова ниво кај што се тие денеска. Исто така би сакал да издвојам кога патувавме за Ајдахо, бевме во Сан Вели и таму се запознавме со Мафи Дејвис. Мафи Дејвис е параолимпијатка, значи исто спортистка, врвна спортистка. Имавме можност, значи нејзините златни медали, сребрени, бронзени да ги држиме в рака, што беше нешто исто ново за мене што не сум го видел. Имавме можност да прошетаме Олимпискиот парк во Јута, исто нешто безпрекорно, беше во 2002 последно таму, сега следно во 2034 и подготовките. Да. Исто уште би сакал да нам поменам дека имавме можност да имаме панел исто дискусија со Анџела Тейлор, кај што многу се зборуваше за лидерство, како секој од нас може да биде лидер во нашата заедница и дека не треба ти да си активно на тоа фокусиран да си лидер, туку самото нешто што го правиш и работиш представуваат едно лидерство пошто потеквито од тебе и стварно беше нешто што ни остана за секогаш. Волонтеризмот и се она што се прави за лицата со физичка попреченост и воопшто за лицата со било каква попреченост во Соединетите држави и веројатно во
развиените западни земји е пример на кој можеби треба да се огледаме. Потребни се сигурно многу ресурси да се достигнат такви нивоа, меѓутоа за да се направи еден мал чекор, претпоставам дека е потребна барем мала волја. Ја има ли кај нас во нашето општество, во нашата заедница, затоа што и луѓето со физичка попреченост се рамноправен дел од заедницата и тие заслужуваат да ги имаат подеднакво истите услови како што ги има и секој нормален граѓанин на оваа држава. Да, клучот за нешто такво да е успешно е, кој што рековте, волонтеризмот. Значи, потребата од волонтери е многу голема и кај нас, искрено, ево, последните 5 години сум во Лјубљана и да речам, да го споредам тоа нешто, кај нас е многу мала. Прво, кој што спомнав претходно, немаме медиска покриеност, луѓето не се запознаени со тоа дека можат да волонтираат. Значи, под радарот се воопшто оваа структура на луѓе. Ако сакаат да волонтираат луѓето, сакаат нешто за возврат секој пат. И некако алчно гледаат на работата, не го прават од срце, хумано за душа. на парите, за жал. Точно. И за жал го немат. Јас многу што сум горд да речам за ова што сум во Словенија, што ние преку нашиот факултет имаме пракса, кај што праксата исто е волонтерски, мора да ја направиме праксата. Самиот факултет нас не туркат, не насочуваат во овие школи, да речам основни школи за лица со попреченост, најчесто се со интелектуална попреченост или проблеми во душевниот развој и ние мора да сме таму да работиме со нив, да организираме спортски часови. Тоа за жал овде го нема. Кај нас на факултетот за спорт, како што кажав, студирав таму, ја немаме таа пракса да не насочат, да ни кажат дека и тоа постои и дека ние и таму можеме да се насочиме. Значи тоа што го правам беше моја само иницијатива, дека ми беше стварно интересно. Бев долгогодишен. И на кој случајно најде? Да, бев долгогодишен волонтер во Црвен крст, да речем хуманоста од тука пред се ми се разви, значи стварно долго бев таму и ние често имавме работа со вакви лица и кај што помагавме, правевме и од тука ми остана таа некоја хуманост и тоа нешто што немој да се изроди од тебе, јас мислам, и стварно ми помогна да си продолжам со тоа и си реков себе си дека барем една недела од годината ќе дам за нив, кај што ќе им помогнам да направам нешто што тие не го имаат видено нити пробано и нив знам дека им значи многу поиќе од колку мене таа една недела што ќе ми е, да речем, посветена за нив и стварно ме радвите. Да. Илија, ти си млад и хуман човек и пример си во заедницата, иако многу малку се знае за темата за која разговараме. Се надевам дека после оваа емисија можеби ќе потикнеме ако ништо повеќе да се зборува за оваа тема. И созема за крај, кои ти се плановите, кај се гледаш во иднина? Па за сега, значи сакам да се останам со ова што сум. Мене скијањето ми е специјалност, ке сум сигурно на ски, значи би сакал само да кажам дека крајот на ноември со помош на овој проект што бев во Америка имавме некоја донација кај што ние направивме за прв пат во Македонија од таков карактер проект, значи одење со дрезги. Тоа е дел тој спорт е дел од специјална олимпијада и сега се надеваме дека ние на крај на оваа зима ќе имаме уште еден таков успешен настан кај што ќе можеме да ја кренеме таа свест во јавноста, кај што би сакале некој пат во иднина ние од Македонија да произведеме такви атлети кај што ќе можеме да ја представиме Македонија на некој интернационално ниво и стварно работиме на тоа со моите колеги. Би сакала да испомнам ИТК Македонија и Маврово 365. Значи, стварно сме фокусирани на тоа да го донесеме кај нас во Македонија, пошто мене ми е кеф да го правам тоа секаде надвор од Македонија, ама ми е жал пак ако не го правам дома, кај што стварно ми се роди таа љубов кон спорт, до овај спорт за скијањето и стварно би сакал да остане тоа и кај нас и да се направи нешто да пркните. Да. Се надевам дека ќе се променат многу работи на ова поле кај нас и дека наскоро ќе видиме и наш представник на специјалната олимпијада, зашто да не видиме и некој со сјајни одлични наградите. Тебе ти благодарам за издвоеното време, ти посакувам многу успех во понатамошните студии, осовршувања, да ти се исполнат сите желби, ја верувам дека ги имаш многу, па и тоа еден ден
овој спорт или воопшто овој сегмент од живеењето да биде на многу повисоко ниво, барем приближно на она што е во Словенија, зошто да не и на она што си го видел на усовршувањата надвор во Соединетите држави. Уште еднаш ти благодарам на учеството во емисијата. Ви благодарам и вас за тоа што ме примивте и ме викнавте да сум овде со вас и да можеме оваа тема стварно да отвориме и да се крene јавноста во нашата држава дека и тие се луѓе и дека секој човек има душа и ние мора да му се посветиме на тоа. Задоволството беше наше. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму информирани и следете го Охрид Нјус.